Здраво и добродојдовте на моето ново видео. Денес зборуваме за едно од најчестите прашања што го добиваме од нашата диаспора. Колку дена се дозволени да останеме во Шенген зоната без виза? Одговорот лежи во правилото 90 од 180 дена, кое важи за сите државјани кои влегуваат во Шенген зоната со безвизен режим, како што е случајот со македонските државјани. Што значи правилото 90 од 180? Накратко, можеш да останеш во Шенген максимум 90 дена во периодот од 180 дена. Но тоа не е еднократен период. Не е дека штом влезеш, започнува еден цврст 6-месечен период. Се работи за ролирачки прозорец. Од секој ден кога си во зоната, се гледа наназад 180 дена и се брои колку денови си бил таму. Ако во тие 180 дена си бил вкупно 90 или помалку, се е во ред. Ако си ги надминал, го имаш пречекорено дозволеното. Еве еден пример за полесно разбирање. Влегуваш во Шенген зоната на 1 јануари. Можеш да останеш максимум до 30 март. Тоа се точно 90 дена. Ако излезеш на 30 март, не смееш повторно да влезеш следниот ден. Мора да почекаш да испаднат неколку денови од тие 90 во претходните 180 дена. Замисли го тоа како лента што постојано се движи. Секој нов ден што поминува, последниот 181 ден се брише. И ако тогаш си бил надвор, тогаш полека ослободуваш место за нов влез. Како да ги броиме деновите поминати во Шенген зоната? Тоа можеш да го правиш рачно, но многу полесно е со онлайн калкулаторот како овој од Европската комисија. Таму ги внесуваш датумите на влез и излез и веднаш гледаш колку денови ти преостануваат. Линкот од онлайн калкулаторот може да го најдете во описот на ова видео. Важно е да се запомни. 90 дена не значи 3 месеци. Февруари има, например, помалку денови, а некои месеци повеќе. Секој престој се важи. Дури и ако влезеш само за викенд, и тие денови се бројат. Ако останеш подолго од дозволеното, можеш да се соочиш со забрана за влез и други последици. Ако си македонец во Германија или во било која Шенген држава и немаш дозвола за престој, внимавај на твоите денови. Следи ги со алатки и немој да ризикуваш. Пишете ми во коментар како ви се допадна ова видео и која тема би сакале да ја обработиме како следна.